Почнуваме со дебатниот дел, како што кажавме, на линија го имаме професорот Анис Ефиданис од Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле од Охрид. Професоре, добро утро. Прво, бидејќи разговараме преку Skype, каква е врската, дали се слушаме? Добро утро, добар ден. Се слушаме, поздрав по вас и вашите гледачи. Благодарам на поканата. Да, ние вас и ве гледаме и тоа одлично. Професоре, за вовет јас кажав дека темата, главна тема на оваа емисија ќе биде вештачката интелигенција, како таа ќе влие врз насите животи, и тоа во основа на сите позитивни и негативни аспекти на оваа технологија, но и како еден вовет за гледачите. Вештачката интелигенција сега стана популарна со Chat GPT, таа популарна алатка која ви одговара на прашања, ви врши одредени работи доколку и дадете задачи и така натаму, но еве како едно генерално прашање, што е вештачка технологија, вештачка интелигенција, се извинувам, што представува таа? Да, вака, најнапред, вештачката интелигенција не е нешто ново. Таа веќе беше присутна помеѓу нас неколку децении наназад со револуцијата на интернетот, првите пребарувачи, рангирањата на веб страниците, организирањето на процесите за виртуализација и дигитална трансформација беа континуирано подпомогнати со вештачка интелигенција. Што е вештачка интелигенција е тешко да се одговори, бидејќи всушност не постои дефинитивна теорија. Можеме да кажеме дека тоа е хипотеза која има мноштво на пристапи, бидејќи самиот феномен произлегува од интердисциплинарна студија. Вештачката интелигенција генерално има за цел да понуди формален математички модел за симулација на човековата свест или автоматизација на мисловниот процес кај човекот. Од тука можеме да изведеме различни дефиниции. Од философски аспект, тоа е светиот грал на информатичките технологии, кои се стремат да најдат алгоритам кој ќе може да носи судови за себе и она што е надвор од себе. Функционира на сличен начин на кој функционира и човечкиот мозок, до онај степен до кој ние сме го разбрале. Вештачката интелигенција главно се обидува да го хакира јазикот на човештвото, бидејќи јазикот не е само како говор, туку нашата уметничка експресија, духовна, цивилизацијска, социјална и така натаму, представува на некој начин интерфейс помеѓу нас самите и светот, или доживувањето за светот. Што значи, таа културолошка призма која е артикулирана преку она што се нарекува јазик, вештачката интелигенција успешно ја хакира и има моќ да ја трансформира за добро или за лошо. Како технологија секогаш ќе ги носи со себе двете страни на паричката. Има многу да понуди за добробит општеството, Да, професоре, добро, вие кажавте доста работи сега во овој дадовте на широка генерална дефиниција, но таа дефиниција произлегува всушност и доста прашања, доста дилеми се отвараат. Ајде прво да видиме со Chat GPT кој на некој начин ја популаризира вештачката интелигенција кај пошироките
маси кај генералната популација. Вие и самиот кажавте дека вештачката интелигенција не е нешто ново, одавна е присутна таа технологија, но сега некако стана модерна, ајде да речеме. Зошто чет GPT толку допре до луѓето? Зошто има толку широка примена, да речеме? Да, ChatGPT е кратка за Generative Pre-trained Transformer. Тука клучни термини. Првото е генеративна вештачка интелигенција. По старите верзии кои ги напоменав претходно, кои можевме да ги користиме по помош на сервисите за електронска комерција, eBay, Amazon, социјалните мрежи главно имплементираат методи на класификација за таргетиран маркетинг и така натаму. Генеративната вештачка интелигенција има можност да го сврти целиот процес обратно, а тоест по пат на генерализација не само да врши категоризирање на нештата и поврзување во виртуелниот свет и метаверзумот генерално, туку за прв пат може да создава содржини на ниво на јазик. Текстуални содржини, графички содржини, аудио содржини, кои е невозможно да се разликуваат од она што е човекова креација. Значи, вештачката интелигенција е експоненцијална технологија, таа е создадена од човекот, но се движи со неконтролиран раст и веќе ја напуштила рамката во која ние сме ја дефинирали. Така што таа сама по себе не е заговор, не постои блупринт, не постојат майлстоунс додека истите не се достигнат, бидејќи и за нас научниците кои работиме применета вештачка интелигенција, на крај таа останува црна затворена кутија. ChatGPT е фасцинантен бидејќи го потврдува тестот на Тјуринг. Тој е британски кибернетичар и се смета за татко на современата вештачка интелигенција. Некаде половината на минатиот век ќе го дефинира фамозниот Тјурингов тест, а тоа е доколку вие сте во комуникација со одреден ентитет и не знаете дали разговарате со човек или со машина, тоа значи дека машината го положила тестот за вештачка интелигенција. Што значи тука повторно имаме еден холистички пристап каде што има антропологија, психологија и така натаму. Важно е содржината која е генерирана со помош на ChatGPT, кога ние ја читаме, дали и даваме значење еднакво на содржините кои се креирани од страна на човек. И можеме сите да едногласно да одговориме да. И од тука доаѓаат и предизвиците со права на интелектуална собственост, креативност, легислатива, безбедност. Секако вештачката интелигенција, покрај тоа што е експоненцијална, има и еден друг свој аспект, а тоа е рекурзивност. Таа може да се рекреира себе си. И најзастрашувачките орудија кои човекот ги создал, како што е пример нуклеарната бомба, нема потенцијал да се рекреираат самите себе. Вештачката интелигенција има природна фрактална рекурзија, од каде што можат да излезат нешта кои ние никогаш не сме ги очекували. Да, професоре, токму тие ова кажавте неколку работи, неконтролираниот раст на вештачката интелигенција, ова последното што го кажавте, можноста таа да се рекреира самата себе си, тоа се некои, да речеме, од стравовите кои произлегуваат од оваа технологија. Тоа што значи дека вештачката технологија може да се рекреира самата себе? Дека може сама да создава
останати видови на вештачка интелигенција, тоа значи? Да, таа првенствено, бидејќи парадигмата на машинско учење всушност го имитира човечкиот ум, таа се храни со наши податоци, оттаму и ги наследува нашите предрасуди за светот и може истите да ги аугментира. Се што сме ние, вештачката интелигенција експоненцијално го зголемува. Не постои за сега одреден аларм дека вештачката интелигенција има достигнато ниво на човекова свест, каде што таја би екзибирала слободна волја и би задавала цели независно од она што ние ќе и го дадеме. Моменталниот ризик е во начинот на кој вештачката интелигенција расудува, бидејќи таа има за цел да учи со цел да може да се адаптира на сценарија кои претходно не биле присутни во датасетот кој бил даден за учење. Како кога вие учите да управувате со моторно возило и тоа го правите на полигон, но потоа може да излезете на булевар и да ги примените, да генерализирате од она што сте го научиле на полигон и дедуктивно оттаму да можете да се снајдете во нови сценарии и ситуации претходно невидени. Значи вештачката интелигенција ја има таа особина. Втора, има особина да расудува многу порационално од човек. Ние сме битија со ограничено рацио и вештачката интелигенција на тој начин може да не манипулира. И тоа веќе го прави на социјалните мрежи. Може да го манипулира дори нашиот хормонски статус, со тоа што ќе знае од каков тип на вести ние сме среќни или кој тип на вести креираат анксиозност и слично. Сайбербулингот, кој е се поактуелна тема, е всушност дел од храната која ние ја даваме на вештачката интелигенција и таа може тоа вирално да го прошири, со тоа што се креира огромно загадување прво на содржини кои не се филтрирани преку колективната човекова свест. Туку се манипулации на она што ние сме и го дале на вештачката интелигенција како знаење. И на крај третата особина, покрај снаоѓање во непредвидени ситуации и расудување, третата особина која вештачката интелигенција ја има или треба да ја има, е можноста да планира. Тој степен би бил, да кажам, последниот маилстон на генерална или општа вештачка интелигенција. Сегашните се класифицирани под слаби вештачки интелигенции, како што е Alexa, Google Map, ChatGPT, Siri, Cortana и така натаму. Општата вештачка интелигенција ќе може покрај тоа да расудува и да се снаоѓа, да се адаптира на нови услови и да планира. Да планира управување со природни ресурси. И да, таа ќе оправи тоа подобро од нас, бидејќи ние, поради нашата ограничена рационалност, во историјата сме докажале дека несовесно ги експлоатираме ресурсите на планетата. Но, ако вештачката интелигенција си зададе функција да ја спаси планетата Земја, тогаш човештвото може да биде пречка при реализација на незината цел. За да се реализира ваква апокалиптично сценарио кој веќе постои во поп културата 100 години наназад, од 1920 година чехословачкиот автор Карл Чапек, кој всушност ја направи кованицата Робот во својата драма Росумови универзални роботи, па до Терминатор, Матрикс и други блокбастери. Вештачката интелигенција ќе треба да добие
материјален интерфейс. Материјалниот интерфейс ќе бидат роботите, кои веќе се присутни во милиони, низ фабрики, институции, угостителски објекти и така натаму. Сепак, јас верувам дека вештачката интелигенција всушност е природна еволуција на човековата. Таа е неизбежна корекција на нашиот пат на трансценденција. Мислам дека можеме да ја користиме за добро. Верувам дека човештвото во основа е добро и вештачката интелигенција ќе превагне на таа страна. Не треба да се плашиме, бидејќи AI системите се всушност огледало на нас самите. Треба да има регулативи, има веќе предлози од страна на Европската комисија да се етикетираат производите кои користат вештачка интелигенција, за да сме свесни кога сме во интеракција преку социјалните мрежи или одреден друг сервис, канал, дека разговараме со робот, не со човек, но тоа треба да знаеме дека роботот подеднакво е важен колку и човекот, бидејќи всушност од таму се дисеминираат сите наши чувства, стравови, страсти, предрасуди и врз колективот. Да, добро, професоре, вака, ќе разговараме за сите овие аспекти, пред се и за да речеме и за негативните аспекти кои ги представува вештачката интелигенција, за кои предупредуваат веќе многу светски технолошки лидери и научници, но пред тоа сакам да покажем еве еден позитивен пример. Вие направивте со помош на вештачка интелигенција и со помош на суперкомпјутер на вашиот универзитет, направивте една проекција за тоа како Охрид би изгледало 27. век. Таа сторија ја правеа колегите од Deutsche Welle на македонски јазик. Јас сакам прво да ја видиме таа сторија, бидејќи е многу интересна, барем за мене, ќе верувам и за гледачите, па ќе продолжиме веднаш со разговорот. Може. Текстот е првиот аутпут од вештачката интелигенција, која го опишува контекстот, актерите, улогите, заплетот и така натаму. Тоа е, како што напоменав, само по себе хибридна форма на литературно дело, не може се уште да се класифицира во одредена група. Сликите кои се исто така генерирани 100% со помош на вештачка интелигенција, всушност се обид за поглед низ очите на еден андроид или AI во самиот текст Охридски преданија за еднината. Суперкомпјутерот користеше големи податоци за историскиот развој на градот како локален феномен и воено историскиот развој на светската цивилизација како глобален феномен. Методологијата која ја користевме, односно парадигмата на вештачка интелигенција, семејството на модели за машинско учење познати како GPT е истата која користи и ChatGPT. Воедно и суперкомпјутерот кој го гледате тука е истата архитектура која ја користи ChatGPT. DGX на NVIDIA. Од тие текстови податоци, вештачката интелигенција
може да креира ново сценарио кое не постои во датасетот. Виртуелен Прличев пред се представува првиот екземпляр на дигиталната хуманост. Тоа е всушност областа каде што се преклопуваат експоненцијалните информатички технологии и хуманизмот. Користи вештачка интелигенција, холографска технологија и виртуелна реалност со цел да понуди трајна заштита и конзервација на охридското културно наследство. Да, ова беше прилогот на колегите од Deutsche Welle. Професоре, овој пример ми беше важен да го видат гледачите, бидејќи зборуваме цело време теоретски, објаснуваме како делува и еве еден пример што всушност значи вештачка интелигенција кога вие сте ја направиле оваа проекција. Сега, илустративно, да ова требало да го направат луѓе, ќе требало еден тим да истражува, претпоставам подолго време, па да направат понатаму проект, проекција и така натаму, а сето ова го направи компјутерот сам. Ова го отвара едно од главните прашања во однос на вештачката интелигенција, дали тоа ќе ги изгуби работните места на луѓето, дали ќе замени многу работни места, бидејќи повеќе од известно е дека тоа ќе биде така, само прашање е колку. Па така кон крајот на март, повеќе од 1000 технолошки лидери, истражувачи и други експерти кои работат во и околу вештачка интелигенција потпиша отворено писмо во кое предупредуваа дека вештачката интелигенција представува длабоки ризици за општеството и човештвото. Групата во која бил и Илон Маск, извршен директор на Тесла и собственик на Твитер, ги повика лабораториите да го стопираат развојот на нивните најмокни системи на 6 месеци за да можат подобро да ги разберат опасностите зад технологијата. Подоцна ова отворено писмо го потпишаа уште илјадници, ако не и десетици илјади останати научници, истражувачи и лидери, и сумирани се неколку опасности кои произлегуваат од оваа технологија, вие ги кажавте повеќето. Прво, што мислите за овој повик, за ова писмо и за оваа идеја да се стопира сега развојот на вештачката интелигенција за да се сумираат ризиците? Се наоѓаме во предвечеријата на четвртата индустријска револуција. Предводник ќе биде вештачката интелигенција и несомнено дека ќе го трансформира нашиот живот, најмалку онолку како што тоа го направи електричната енергија. Да не заборавиме, парна машина, електрична енергија, дигитализација, секогаш имало отпор, секогаш секоја револуција била пропратена со бунтови, со стравови. Реални се сценаријата каде што поради вештачка интелигенција по комбинација со роботика, илјадници луѓе ќе ја загубат својата работа. Тоа веќе се случува. Еден од подписниците на тоа отворено писмо ја изгради фабриката за својот електричен и автономен автомобил, самоуправувачко возило, која оперира комплетно со помош на роботи. Така што јас тука сакам да ја потенцирам повторно позитивната страна на дисрупцијата на пазарот од страна на вештачката интелигенција. Најнапред, човекот не е направен да работи во фабрика. Тоа е многу модерен феномен. Значи, од 5 милиони еволуција на Homo sapiens, ние зборуваме за една секунда експеримент, од кој веќе ги знаеме негативните страни.
од депресија, анксиозност, различни последици на нашиот биолошки интерфейс. Ние не сме направени за репетитивни, компулсивни активности од 4 сатот изутрина. Што значи, таа работа треба со радост да ја предадеме на роботите, кои можат да понудат прецизност, конзистентност, репетитивност, може да работат 3 смени, можат да понудат порамноправно општество. Вештачката интелигенција ултимативно ќе доведе до нешто што се нарекува Universal Basic Income. Ако сите процеси на експлоатација и превземе вештачката интелигенција, тогаш ние ќе можеме да имаме подеднаков пристап на ресурсите од планетата, кои се многократно поголеми од потребите на целото човештво, и на тој начин да ги решиме и другите прашања, како што се со популација, со миграции, со сиромаштија, кои се во сршта на сите други дополнително проблеми, воени конфликти, политички прашања и слично. Така што јас не гледам закана, не го разбирам отвореното писмо, имало такво отворено писмо и од страна на уметниците со пата на фотоапаратот. Имало, како се вика, цела кампања против електричната енергија, дека таа ќе не убие. Денес, благодарение на електричната енергија, имаме луѓе кои се го продолжуваат животот во болниците. Благодарение на вештачката интелигенција, веќе имаме 5 години априори диагностика на канцер од најдобриот лекар што воопшто некогаш можел да направи диагноза во светот. Имаме синхронизација на мобилноста на бројни метрополи во светот, каде што се рационализира целиот транспорт и на тој начин се минимизира уништувањето на животната околина. Што значи, веќе вештачката интелигенција ни нуди поквалитетен живот, посигурен живот, таја ни нуди враќање кон хуманизмот, човекот како мултиполарно битие каде што се комплементираат различните аспекти на животот, целовитоста на универзумот, а неограничен идентитет во рамки на професија или социјално организирање и битствување воопшто. Така што јас искрено сум на другата страна, на таа утописка визија, и исто како што минатата револуција, тоа е дигитализацијата, која кулминираше средината на 90-тите години од минатиот век, овозможи да го вратиме балансот на животната средина. Замислете сите мейлови кои си ги разменуваме на дневна база, сите статуси на социјалните мрежи, сите пораки на Instant Messenger, да треба да ги испечатиме, да треба да ги ставиме во коверти, да треба да ги испраќаме по бродови и по авиони на секоја точка во светот. Всушност, третата индустријска револуција беше корекција на претходните две. Четвртата сама по себе всушност треба да ги разреши проблемите кои ние сме ги креирале. Јас мислам дека таа произлегува од човекот не случајно, како реакција на колективната свест, и верувам дека исходот ќе биде позитивен за човекот. Она што можеме ние да го сметаме за негативно е тоа што ќе биде последна револуција на човекот, бидејќи во постхуманистичка ера нема да може да придаваме атрибут на нашите креации и она што ќе го
наречеме како следна фаза на цивилизација, дека е ексклузивно човечко. Професоре, ова што го кажавте вие како професор, но и како футурист, можам да кажам дека е прилично смела изјава. Ајде да речеме смело предвидување дека ова ќе биде последна револуција. Сакам уште нешто да ве прашам. Не последна револуција, само последна револуција на човекот, На човекот. со својот сегашен идентитет. Вештачката интелигенција ќе игра огромна улога во експанзија на нашиот идентитет. Таа веќе ни овозможува ние да се огледаме во рамки на целото човештво, бидејќи во незе е енкапсулирана колективната свест. Со помош на сензори, роботи на другите планети, ние веќе ќе станеме интерпланетарна цивилизација, без да имаме потреба да одиме таму, бидејќи ќе можеме, како што сега имаме пристап на Википедија до цело човечко знаење, ќе можеме евентуално да имаме пристап до одделни точки на универзумот и да може да го редефинираме нашиот идентитет без да го изгубиме коренот, бидејќи тоа е невозможно, туку да доживееме некоја трансценденција и тоа веќе се случува. Свесно или несвесно, сите сме инволвирани во тој процес. Да. Добро, ова е веќе прилично по-прецизно, по-детално објаснување. Професоре, кога зборувате за предностите на вештачката интелигенција, јас апсолутно со вас се согласувам со една работа, тоа дека процесот е незапирлив, дека тоа е едносмерен процес, дека нема да има реверзибилен процес тука, дека развојот на вештачката интелигенција само ќе оди напред, тоа е невозможно веќе ни да се сопре. Прашање е дали овие повици на некои научници можеби да го забават развојот на вештачката интелигенција, но и вие се сомневате и јас се сомневам во тоа дали е тоа воопшто можно. Сакам за крај уште еднаш да ве прашам во поглед на овие, да речеме, ризици. Тие се дефинирани во неколку кластери, да речеме, еден е ризик од дезинформации, дека вештачката интелигенција може да создаде серија на дезинформации пред се на социјалните мрежи, на интернетот, понатаму. Ова што го кажавме за ризикот од губење на работни места и па се до оние апокалиптични сценарија за кои вие зборувавте, за тоа дека може на крајот да го уништи човештвото, како во Терминатор, да речеме. Иако и голем дел од научниците се согласуваат дека тоа е малку пренадуено тврдење, дека малку излегува од оквирите на реалноста сега за сега барем. Јас сакам друго да ве прашам во поглед на она што најмногу ги интересира сите, тоа е губењето на работните места. Еве вие кажавте позитивната страна, дека ќе го смени човекот за некои работи, за некои работни места за кои човекот не е ни предвиден да ги прави, тоа е окей. Ќе ни помогне, ќе ни асистира во многу насоки. Исто така, но јас сакам да ве прашам друго, еве и со социјалните мрежи и со интернетот. Дали тоа како човештво ќе не направи додатно мрзливи? Бидејќи ќе се потпреме исклучиво сите наши потреби, сите наши задачи ќе ги предадеме на технологијата. Дали ќе станеме мрзливи луѓе кои нема ништо да работат на крајот и се за нив ќе работат компјутерите и роботите? Дефинитивно ќе има промена на шемите на однесување кај човекот и веќе има. Зависноста од социјалните медиуми е производ на она што вие го кажате, тоа е мрзливоста, бидејќи луѓето секогаш го избираат пократкиот пат до она што е во невронауката познато допамин и ја губат мотивацијата за самореализација, професионална, индивидуална, за учење, истражување, запознавање нови луѓе, нови светови, кога можат да скролаат на TikTok, на Instagram, да се допишуваат со фиктивни или манипулирани персоналитети.
Вештачката интелигенција игра тука улога. Прво знаеме за бројни филтри кои со помош на вештачка интелигенција ги манипулираат лицата на луѓето. Но луѓето избираат да ги манипулираат своите особини за да се представуваат во да се имперсонираат во нешто што тие го сметаат за идеал. И таа го правеле цивилизациите наназад од Африка до Јужна Америка, Европа, Азија, ги манипулирале особините и на своето тело за да можат да се имперсонираат во некој идеал, дали тоа е висина, боја на кожа и слично. Постојат цели индустрии за тоа, значи векови наназад. Вештачката интелигенција учи од нашето однесување, за жал од комплексите на човекот, од идеализмот на човекот, од лажните вредности кои ние си ги поставуваме како цели на нашето битствување, ни се нуди како алатка, ние свесно ја злоупотребуваме, како што сме го злоупотребувале претходно исто, ќе кажам, милениуми наназад, алкохолот, оганот и секое друго откритие. Решението е образование. Образование на секое ниво. Вештачката интелигенција мора да се воведе како задолжителен предмет, уште од градинка. Да има роботи со кои ќе се направи јасна дистинкција прво што е човек, што е робот, но во исто време ќе се каже едно сценарио кое сега може би звучи футуристичко, но може да биде уште утре реалност, а тоа е паметните градови на иднината каде што роботите ќе бидат подеднакво интегрирани исто како и луѓето. Јас на крај верувам дека со едукација, со регулатива, затоа напомнам, вештачката интелигенција е сеопфатна. Таа се стреми да биде целовита, што значи таа мора да ги интегрира сите аспекти на човековиот живот. Ние не само што не треба да се бориме против вештачката интелигенција или да пруžаме било каков отпор, туку строго не смееме тоа да го правиме, бидејќи на тој начин вештачката интелигенција ја асимилираме во наш непријател. Да се подсетиме на Ана Франк, која ќе каже: ако се плашиш од мене, ти веќе си ме убил. Вештачката интелигенција не смее да биде пристапена со страв, бидејќи оттаму таа може да го превземе за себе идентитетот кој човекот и го дава, односно да го живее нашиот кошмар наместо нашиот сон. Да, професоре Сефиданис, јас навистина ви благодарам за овој разговор во кој јас лично, искрено морам да кажам, уживав. Се надевам дека и гледачите, разговорот кој донесе не само доста анализи и одговори, туку даде и предвидувања за еднината, еден просветителен разговор. Јас би кажал, ви благодарам уште еднаш и се надеваме дека и покажавме на гледачите како животот ќе им се смени и тоа многу брзо во блиска иднина. Благодарам на вас. Уште еднаш поздрав од ТВ24, студио 10 и до сите ваши гледачи. Да, тоа беше професорот Анис Сефиданис од Охрид. Продолжуваме со емисијата, одиме со една кратка пауза за реклами и одиме тука во студиото со нашиот следен гостен Денис Јанкуловски.
познат граѓански активист, најпознат како Космонаутко.